Моето прашање се однесува за една од доста актуелните теми по општина Битола, односно новиот реалски пазар. Прашањето беше поставено уште на втората седмица, кога се конституира новиот совет на општина Битола. Значи започнахме со лично барање да се постави како точка на дневен ред, кој беше експресно одбиено и ни беше кажано дека нема потреба. Потоа се продолжи со нашите иницијативи, кои што беа поднесени до општина Битола и на секој можен начин баравме простор и време, односно внимание од посебно од градоначалникот, да ни објасни со кој каде се води концесијата на фирмата Полимер со новиот реалски пазар. Не беа задоволни ниту документите кои што ги доставивме, во кои убаво се гледа дека склучената концесија помеѓу Полимер е од една страна, меѓутоа разплаќањето на оние кои што имаат тески по пазарот се врши исплаќање на друга фирма. Не убедувавте дека тоа е легално, дека тоа е законски, дека така треба, дека постои меѓусебен договор. Мислам, односно и вие самите знаете дека не не достоите со точен одговор зошто велите дека не сме во право за концесијата на новиот пазар. Понатаму, кога ви го покажавме документот со кој се покажува дека имотот на Полимер е даден на извршител, исто така ви рековте дека не е точно. Надето, последно известување, значи денес, како најверојатно големата не би го има предвидено, бидејќи никој не бизнес до сега, на 14.11.2013 година во Службен весник излезе решение од Основен суд Битола, со кое се започнува стечајна постапка за фирмата Полимер, која е концесионер на новиот пазар. Дали тоа не е точно, дали и тоа продолжува концесијата на фирмата Полимер и дали на таков начин треба да се врши концесијата која што според закон треба да се прекина. Ова е прашање кое засега сите граѓани, кое се одолговлечува околу 6 месеци и јас сметам дека заслужуваме одговор и заслужуваме да ни кажете зошто на секој можен начин се одржува истата концесија.